Имавме разговор со дистрибутерите и производителите на тема профитна маржа на 700 основни производи и од состанокот вчера излеговме со став дека нефер трговски практики нема да се применуваат, а ние како влада нема да ги толерираме. Изјави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски денес во Кочани. Не дозволуваме да преку нелогични, непазарни економски мерки да направиме поголем потрес на кревката економија и стопанство во Македонија, меѓутоа од друга страна главната цел на владата е секако заштита на животниот стандард на граѓаните. Имаше исто така опомена дека сите оние кои сакаат да бидат на некој начин воени профитери во вакви тешки економски услови и светска економска криза, дека ќе бидат санкционирани, а затоа имаме законски мерки и можност тоа да го направиме како влада. Иако договорот бил џентлменски, Ристевски се потпира на контролите од страна на Државниот пазарен инспекторат. Ние преку Државниот пазарен инспекторат правиме редовни контроли на сите правни субјекти, тргнувајќи од производители, дистрибутери, увозници, па се до маркети, односно трговијата на мало, и анализите кои што направивме во текот на целата година укажува дека има мало покачување на цените, бруто профитната маржа ја презентиравме пред медиумите, редовни состаноци имаме и во владата и Министерството за економија и труд со сите овие оператори, бидејќи сме земја со најниски цени на прехранбените производи и најниска инфлација во Балканот и пошироко во Европа. Проблемот со цените натаму останува актуелен со оглед на глобалната енергетска криза, но и обидите на поединци од синџирот во трговијата да профитираат со ендорно високи маржи. Во насока на економска стабилизација и намалување на инфлацијата, цените на речиси 700 производи беа анализирани од почетокот па до нивно влегување во малопродажбата.